Quo vadis? Strašna tragedija se sluči vo Moskva, teroristički napad, koji slobodno možemo da go okarakterizirame kako masakr, jedan od najgolemite i najstrašnite vo posovremenata istorija. Ne samo ako ste potreseni, da znajete дека Русите ги има на еден уште пострашна работа. Тоа е Беслан, треба да се сетите на градчето Беслан, каде исламските терористи држаа во заложништво 500 деца и при обидот да бидат ослободени децата страна на специјалните сили, ги дигнаа во воздух, ги екзекутираа, ги убија. 500 деца. Зошто ова се случи сега? Тајмингот во Русија има често пати терористички напади и жртви, невини жртви, но тајмингот е премногу. Неколку работи ќе ви ги надоврзам, па пробајте да излечете заклучок. Секако и ја излекувам заклучок од сево ова. Првиот заклучок е: нападот доаѓа веднаш по изборот на Путин за председател на Русија, каде што со преку 80% го избра со акламација. Западот се обидува да каже дека е он тоталитариста, дека народот се плаши, арно, ама стандардот им е добар, платите се редовни, ниска е невработеноста, едноставно животот е добар за обичниот граѓанин на кој треба, нели, да се преодреди за онаа демократија каква што, не знам, ја умислува Западот дека треба да биде. Демократијата е феноменална. Да не е демократија, ни ја ова немаше да го правам, нити ќе смеев да го правам. Но во секој случај работите се менуваат од двета света најдоброто. Значи, прво е веднаш по изборот на Путин. Зошто? Дали да се ослаби позицијата на Путин, да се ослаби позицијата на Русија, или едноставно да се предизвика Русија да направи нешто што после тешко ќе може да се закрпи. Ќе ви кажам на што мислам. Втора работа е, во овој момент Украина силно губи на фронтот. Но како губи? Бидејќи Русија не настапи толку силно, она го држи контролиран овој конфликт, бидејќи ако настапи силно, тоа ќе биде Берлин. За да не предизвика причина да цел свет влезе во Трета светска војна, барем така мене ми се чини, го држи лоцирано, а Западот се обидува економски да ја истошти Русија. Се случува прв пат во нивната историја обратно. Им успеало неколку пати, така и го срушија Советскиот сојуз, едноставно трката во вооружување, стандардот на луѓето и така натаму. Едноставно незадоволството во СССР растеше, Западот беше добар и убав, а сега види интересна работа. Многу пари се фрлаат во оваа војна помеѓу два православни народа, каде што они се пресреќни Западот да се колеме меѓу себе, но секако фашизмот не мора да е западно, фашизмот и тоа како има и кај православните словенски народи. И решија украинците да бидат маша на Западот и да гинат за нив. Сега кога почна толку многу да гинат и кога веќе немаат топовско месо за фронт, почна да испраќаат специјални трупи, легија на странци, овие оние британци, специјални единици, сето тоа ќе пострада страшно на фронтот, бидејќи тешко дека ќе може некој да ја порази Русија. Русија сама не може да се порази, не па некој да ја порази. Но во секој случај Западот и нема намера да ја уништи Русија во смисла да ја исподели на државички или што ти ја знам како што направила со Југославија, освен ако има некоја будала да мисли дека тоа ќе се случи, но мислам дека главната поента е да се намали силата на Путин, да се сруши Путин, особено однатре со шарена револуција, бидејќи тоа успеа во Србија со Милошевиќ, успеа во Македонија, каде што народот на трач муабет отфрли се што е добро и живее, еве, до ден денеска, ве една тешка политичка и економска мизерија. Во име на што? Не знам. Добро. Путин еден ден ќе падне.
работата е да го наследи некој соросоиден дебил како што ние имаме во власта, каква што е нашата власт. Аморфен андроген, едноставно без личност, без кичмењаштво, кое ќе биде подкусурување како сака Западот. Тоа нив им треба и сметаат дека на таков начин демократија ќе те дрн. Трета работа. Во Америка имаме избори. Изборите што ќе покажат? Изборите ќе покажат интересна работа дека Доналд Трамп ќе победи. Но само ако изборите се реал и фер. Но изборите нема да бидат реал и фер, бидејќи демократите не сакаат тоа да. Сите се ангажирани, Сорос, невладини организации, ЛГБТ, маргиналци и така натаму да се докаже дека овие се фашисти, овие па до идење до рабна граѓанска војна која нема да се случи сега за сега. Па ни во иднина. Иако нели сите предвидуваа Тексас ќе се отцепи, па ќе има граѓанска војна, ништо не се случи, видовте, затоа што интересот е преголем, money talks. Но Тексас реши да си ги брани границите, да не пушта мигранти. А зошто толку мигранти? Зошто станаа порозни границите на Соединетите држави? Зошто Бајден ги пушти? Затоа што и за неговото владење скоро 10 милиона, ајде однесе 10 до 9 милиона имигранти се влезени во Америка. Тие се влезени. Нема работа, но има социјална помош. Што е кеш? Паричка, да си купиш што сака. Ништо не дадо. Втора работа, здравствено осигурување. Пола американци кои се родени и работат, таму тоа не можат да го добијат. И сега гневот расте. Но зошто овие го прават тоа? Затоа што мислам дека со некоја манипулација, со помош на тоа дека добиваат социјална помош и тој социјален број како некаков матичен број, на тој начин ќе можат да гласат. Но и 10 милиона се малку гласови за да се победи Бајден. За да се победи Трамп, бидејќи Трамп е... А Бајден е... Мислам, уште 100 милиона да му дојдат, тешко ќе може да дојде до таа голема разлика за да го победи Доналд Трамп, толку е популарен, бидејќи отпорот и гневот кај американците е огромен. Не само кај белците, туку и оние хиспано кои се дојдени, кои мака мачале, кои крв проплюкале, па еден Алон Маск вика, јас сум емигрант, вика. Па вика, јас, мајка ми и брат ми вика, крв проплюкавме да добиеме American citizenship. Од Канада, биле у Канада за да дојдат таму, па ова им правеле, па она им правеле, па плаќале, па полагале, па така натаму. Сега, вака, па вика не ми се допаѓа. Зошто јас се мачев, како и сите мигранти. Загрозени им се работните места на оние што беа мексиканци, станале лојални граѓани. Втора, трета генерација живеат хиспаноси во Соединетите држави, бизнисите им се загрозени, бидејќи овие им викаат, што немате кај да живеете, па ако најдеш дом, всели се. И ќе се вселат во некоја туѓа куќа и никој не смее да ги исели. И зошто е се во ова? Се во ова да има што е можно повеќе гласови кои ќе гласаат за демократите, а против Трамп. И познато е ова. Гледајте го филмот Бандите на Њујорк на Мартин Скорсез. Имате сцена каде што мигрантите доаѓаат со бродови, а партиски човек ги пречекува, им дава леп и ливче и пари, така нешто им вика, еве ви вика, добре дојдовте и да гласате за нас, вика на следните избори. Тоа не е ништо ново, бидејќи некадарноста на левицата во Соединетите држави, која сеја сака да го воведе системот како што е во Кина, еднопартиски систем, а да биде некаков капитализам, е крајна цел за да се елиминира било каква нивна конкуренција. Но ако се во ова, веќе во математиките не успева, зошто терористичкиот напад и зошто добро би дошол на администрацијата на Бајден овој терористички напад? Вакво убиство, 140 мртви, нема сочувство кое може да се изрази за ваков масакар на невини жени, деца и мажи кои едноставно ништо немаат ни со војна, ни со било што. За да се предизвика страутна реакција кај Русија. Моje мислење. Што е страутна реакција на Русија? Не мислам на Трета светска војна, но мислам на едно што го има вслушното 2016 година, дека од аналитичари со кои се имав сретнато, дека
се планира тактичка нуклеарна војна локална, локализирана. Најверојатно вика дека ќе биде употребена во Украина, пошто и онака го имаат Чернобил, и така натаму со Чернобил. Добро им се покажа експериментот, така што би джитнале една атомска бомба која цел свет би го стегнал, и едноставно во таков страв нема демократија. Тој што е на власт, тој владе и нема ништо друго. Што ќе се случи во Америка во ваков случај? Во Америка ќе се случи, нема да има избори. Бидејќи ако се стави на висока готовност, ако има закана од нуклеарна војна, тогаш нема да има избори, бидејќи имаат ставка дека во случај на војна избори не се прават и останува власта која останува. До толку е деструктивна, а ние од наше лично искуство веруваме дека е така, затоа што ги гледаме овие паразити кои не водат 8 години, кои крвта ни е исцица и ништо не направија. Едноставно крадење, крадење и крадење. Нема демократија, нема напредок, нема економија, само надоле. И едноставно насила го тераат населението од Македонија, па дури од Америка, да се исели на други места и да се донесе население кое ќе може да робува. А тоа е претежно од трети земји, претежно сиромашни, нова работна сила која ефтино ќе се плаќа. И сега можеме да идеме бесконечно се што ќе биде. Наредниот период ќе биде многу драматичен, наредниот период ќе биде многу напнат. Путин ќе мора да покаже, да направи нешто драстично и драматично. Он со прстот полека буцка во Украина, иако му рекоа американците не е Украина. Знаеш што? За малци ќе им поверував на американците да не и се истрчаше Камала Харис. Камала Харис вие црвен кмер, радикален комуниста кој живее и работи во капиталистичка земја. Значи, немате појма какво неемпатично, социопатско суштество е тоа, кое јавно им вика на американските граѓани: пуштете ги во своите домови мигрантите, дајте им ги своите домови, дајте им да јадат, да пијат, дајте им пари, дајте им све, дајте им го домот, нека се вселат. И они се вселуваат, и во тие држави каде што се демократите не смеат да бидат иселени. Пипнати закон не ги фаќа. Вакво безвластие, ваков распад на Соединетите држави, со која крајна цел е, можеме само да анализираме. Но, колку има повеќе криза, толку има помалку демократија. Колку има помалку демократија, толку владее врхушката како сака, колку сака. Дали конечната игра е уништување на Европа? Има и една последна теза која сериозно ќе ја размислувам и ќе ја разговарам со луѓето кои ми ја послаа, а тоа е дека целава игранка е договорено уште во времето на Трамп помеѓу Америка и Русија да се сруши на колена Европа. Ако тоа ве чуди и викате врска нема, зошто тогаш Англија се излезе? Заради мигранти? Англија нема да ги реши мигрантите. Поминувале граница, дрн јари. Многу поголема игра се игра пред нас. Кво вадис, јас сум Јан Кулковски, ова е единствена Македонија. Благодарам што бевте со нас. Пријатно.